Ви благодарам председателе, почитуван министар, почитуван директор на Центарот за управување со кризи, почитувани колеги пратеници, денеска на комисијата разговараме за предлог одлука за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од СЗО од заразната болест COVID-19. И би било легитимно да се зборува за продолжување на кризната состојба затоа што некако како држава се потешко успеваме да се справиме со актуелната здравствена криза која што за жал предизвикува и огромен број на други катастрофи во општеството, како што е зголемување на сиромаштија, зголемување на здравствените проблеми кои што не се поврзани со COVID-19, затоа што се добива некоја слика дека во државата луѓето се лечат само од COVID-19, а не и од останатите болести кои што за жал се соочуваат нашите граѓани. Кога се прогласува вонредна состојба, секогаш треба да се размислува во насока што таа вонредна состојба значи и што придонесува за подобрување на општото здравје на граѓаните и состојбата во државата. Вонредната состојба всушност служи за да се идентификува моделот на развој на пандемијата. Дали ние како држава успеавме да го идентификуваме моделот на развој на пандемијата? Одговорно тврдам не, затоа што од почетокот на пандемијата, кога знаеме сите како почна и како неподготвени влеговме во неа и не успеавме да се справиме со последиците и со брзото ширење, ги оставивме за жал граѓаните сами да се снаоѓаат кога им беше најтешко, да се соочуваат со непознатиот вирус кој што сееше и се уште се смрт и ден денеска, имајќи го предвид фактот дека и денеска имаме десетици жртви, десетици починати луѓе од COVID-19 и тоа секој ден, и таа бројка не е случајна и не е за занемарување. Понатаму да се направи што е можно повеќе за забавување на COVID пандемијата. Што направивме како држава да се забави оваа COVID пандемија? Одговорно тврдам повторно ништо, затоа што оние бранови кои што доаѓа и кои што беа некако најавувани однапред повторно и повторно ги дочекувавме неподготвени. Владата и министерот во заминување за здравство Венко Филипче и директорот на Комисијата за заразни болести господинот Караџовски во ниту еден момент не успеа да создадат еден систем ефективен кој што ќе овозможи на почетокот патека протоколи за заштита од COVID-19, а понатаму обезбедување на нормална здравствена заштита за која што нашите граѓани и даношни врзници плаќаат во целиот работен век. Дали успеавме како општество да го трансформираме јавниот здравствен систем за потребите на COVID-19? Повторно ќе кажам дека не успеавме, затоа што се соочивме како граѓани сите од нас се соочивме со неможноста навремено да дојдеме до тестови за COVID-19 и неможност да бидеме сместени соодветно во јавни здравствени установи. И покрај тоа што навидум се носеа закони кои што требаше да овозможат лекување на граѓаните во приватни здравствени установи, доколку нема услови во државното здравство. Според министерот Венко Филипче секогаш имаше услови и слободни кревети во јавното здравство, а вистината беше подруга, па пациенти завршуваа по ходници, пациенти завршуваа без соодветна здравствена грижа, а за тоа до ден денеска никој не понесе одговорност, почнувајќи од премиерот, министерот за здравство и така натаму. Она што кризната состојба исто така треба да го даде е ефектот на ангажирање на сите институции во поглед на справување со COVID-19 пандемијата. Тука влегуваат органите на локална самоуправа, државните органи, влегува полицијата, армијата,
И тука исто така потврдивме, за жал, ја злоупотребивме и армијата и полицијата под начелото дека ќе помогне на населението, завршија за жал како обични редари кои што стоја пред институциите, мрзнеа на минусни температури и на во летните температури кога стоеја исто така за да помогнат на граѓаните, но сепак тоа не беше доволно и одговорно тврдам дека се злоупотребени или пак не се во најмала рака искористени како што треба и како што доликува. Она што морам како жител на Тетово, како граѓанин на Тетово пред се, а не како политичар и како пратеник, да го истакнам она за што и претходната говорничка колешката Марија го напомена, е сротниот инцидент кој што се случи на денот на независноста на 8 септември во Тетово, кога во модуларната болница при пожар изгореа 14 живи луѓе и се случи една таква катастрофа која што не потресе сите до еден и остави длабока трага кај нас како тетовчани, како граѓани на Република Македонија и остави простор да се запрашаме сите зошто се случи една таква тешка несреќа, зошто луѓето кои што бараа грижа од државата и кои што бараа спас во здравствениот систем наидоа на еден катастрофален пожар во кој што ги загубија своите животи. Зошто државата потврли во прогласена вонредна кризна, како сакате состојба наречете, со сите овие ангажирани војски, полиции, органи на државна власт, локална самоуправа, зошто не го спречи превентивно да се случи еден ваков пожар, зошто потврли со набавка и монтирање на едни бараки кои што беа популарно наречени модуларни болници, затоа што можеби на пиарот на владата и на министерот Венко Филипче му одговараше, а сите знаеме дека беа контейнери кои што изгореа за помалку од 3 минути. Бев присутен во околината на болницата кога се случи оваа трагична несреќа и за жал и ден денеска остатоците од модуларната болница се нем сведок за тоа што се случи. Сите се прашуваме, но и сите знаеме кој потврли државата. Многу е јасно, потврли системот кој што требаше да даде заштита, а не ги заштити граѓаните. Настрадаа 14 лица, 14 фамилии, многу повеќе куќи зацрнети и ден денеска верувајте дека во Тетово се уште не е нормализиран животот, се уште се зборува за ова и луѓето, иако се тивки, се многу револтирани, гневни се. Тоа го покажа и на последните локални избори, каде што делот од цената, и вие сте самите свесни, ја плативте и за неспособноста поради која се случи пожарот во Тетовската болница и бараат одговорност. Чуму ни се нас вонредни и кризни состојби, ако не можеме да спроведеме функционален систем, функционална здравствена заштита и безбедност на нашите граѓани. Нели армијата е вклучена, нели е полицијата вклучена, нели системот ни функционира, а на крајот се беше сведено на пожар од 3 минути кој што беше фатален. Навистина ми е тешко и кога зборувам за пожарот и сум малку емотивен и не можам да разберам зошто и ден денеска, еве после 3 месеци од пожарот во модуларната болница, еве тука сме собрани сите да разговараме за вонредна состојба за продолжување до 6 месец за заштита од COVID-19, кога нас ни умираат луѓе на ваков начин, кога ни се случуваат катастрофални несреќи поради пропуст на државата, како што беше случајот со автобуската несреќа во Бугарија, кога секој ден ни заминува за жал по еден автобус од прерана смрт поради ковид и така натаму. Како и да е, на крајот ќе завршам и ќе заклучам, затоа што најмалку сакам да поентирам на трагедии човечки. Едно треба да си признае државата, затоа што власта има одговорноста, дека не успеа да се справи со COVID-19 пандемијата, дека не успеа да побара одговорност
кога сите баравме одговорност од министерот за здравство, владата, премиерот застана во заштита на министерот кој што поднесе оставка. Зошто му ја направивте таа услуга или контрауслуга на министерот, вие си знаете, ќе остане запаметен како најнеспособниот министер кој што на плеќи си носи, за жал, многу животни судбини. Како и да е, тука ќе завршам и сметам дека одговорност треба и мора да има, и ако нема сега, ќе дојде денот кога одговорност ќе има, тоа го тврдам одговорно, и лично со мојот интегритет ќе се залагам да се утврдат и во иднина и сега сите причини и последици поради кои што настануваат овие трагедии. Тука ќе застанам и ви благодарам.